дискусија имавме сега после ова првиот дел на предавањево. Некои од вас прашуваа прашања како тоа да ставиш нешто во друга рамка. Многу е интересно кога сакаш да направиш некаква промена, ти значи можеш да го измамиш умот, ама телото никогаш. Телото памти се. Значи, ако сакаш да направиш исто така некаква промена ментално, мораш да направиш и физички поинаку да се однесуваш. На некој од вас им направив мала вежба да ги свиткаат упаниците, целото тело значи да го ставиш под грч, а да мислиш на нешто позитивно. Многу тешко. Или обратно, да си во позиција на радост, а да мислиш на нешто депресивно. Многу е важно, значи, исто и тој дел да се надоврсеме дека телото кај нас уствари ги складира сите тие поминати случувања и информации што ги имаме. Затоа е важно, сега еве ние сме тука на манастиров и на овошје секаде, здрав живот, движењето, природата се многу важни како филтер на трауми, на негативни искуства, може да ги процесираме и само преку телото. Сега за крај исто така сакам да малку да подискутираме или еве да прозбориме за тоа, дали поставувате цели во животот, дали визуализирате за нешто што сакате да го постигнете, како ги остварувате тие цели, како значи работите на тоа да постигнете нешто во животот. И многу поважно, како еве едно дообјаснување на поставување на целите, е да се фокусирате повеќе на резултатот што сакате да го постигнете, отколку на целта. Затоа што во резултатот се кријат емоциите. Нешто што сакаш да постигнеш е поврзано со емоција. Ако таа емоција не ја освестиш, ниту една цел нема да ти се оствари. Се поврзуваме со емоцијата. Многу е важно резултатот во визуализацијата, кога се гледаш себе си со постигнат резултат, да ги прочувствуваш сите емоции кои што сакаш да ги имаш кога резултатот е постигнат. Се емоции. Се основа е емоции. Точно така. И затоа тоа го кажам јас и во книгата. Значи, кога ќе се почувствувате дека сте се наежиле, тоа е таа емоција. Ние на два начини ги привлекуваме работите. Со две емоции, со страв и со љубов. Сте приметиле, дури и Светото писмо тоа го вели, од она што се исплашив, тоа ми дојде. Значи, кога се исплашите од нешто, дури кога се наежите, вие во моментот ги гледате тие слики дека е може да се случат и токму тоа го креирате. И патувате со голема брзина кон тоа. Истото тоа го правиме и кога е со многу љубов. Кога имате јака желба за нешто, јас ја нарекувам во моите книги, значи огнена желба, ти со голема брзина патуваш кон тоа. И тоа неминовно ќе се случи. А замислете што се случува во колективната свест ако наметнеш нешто за огнена желба кај луѓе. Па еве ви кажам, значи 2300 години гробницата на Александар не е откриена, значи направена е една програма кај што ќе се убрза тој процес и ќе видите што ќе се случува. Значи ние сега патуваме со огромна брзина во однос на претходните 2300 години. Само поради тоа што е вметната некоја програма. Затоа ќе ви говорам во вториот дел, кај што ќе зборуваме токму за таа програма, бидејќи говоревме сега за НЛП, невролингвистичко програмирање, јас ќе ви говорам за фотографско лингвистичко невропрограмирање. Техниката која користел Александар Македонски и зошто тој ги извојувал сите тие победи. Но еве сега Марина да доврши, па потоа ќе говориме. Ниту една цел нема никакво значење ако таа цел не допре човечки живот. Мислам дека со тоа можеме да завршиме на некој начин овој дел, затоа што ние се што правиме да биде добро и за околината, не само за нас, егоистични цели. Во НЛП-то ги викаме сите цели мора да се еколошки. Не се мисли екологијата на природата, туку секоја цел треба да донесе и нешто добро на сите нас. И тие се долгорочни цели. Ако мислиме само на нешто за да си задоволиме наши некакви потреби, тоа се краткорочните цели. Сите ние овде еви во Македонија, тоа е убавото што треба да ја развиваме колективната свест многу повеќе. Повеќе се насочени на индивидуалните цели, меѓутоа сега треба да излеземе од тоа и да се фокусираме на колективното. Затоа што сите ние сме систем. Ние не можеме да функционираме сакали или некеле еден без друг, нема шанси. Домино ефект.
ја ако бутнам една цигла, прави промена на секаде. Колку ви прекрасно ви објасни тоа, Марина. Значи, со една реченица, крајната цел на човечкиот живот е целосно психофизичко исполнување. Повозвишена цел е кога се осмислува не само својот живот, туку и животот на своите најмили, на своите сакани, на својот народ. Значи, кога осмислуваш нешто фантастично големо, тогаш, кога имаш таква цел, значи ти патуваш со голема брзина кон таа цел. Да. И добро за сите. Ја мислам дека тука може да завршиме. На многу убав начин, да завршиме со една реченица, Ковеј има кажано на многу убав, го има објаснено тоа на многу убав начин, со една реченица, вели да се допре душата на друго човечко суштество е како да се гази по света земја. Замислете колку убава реченица, значи да се допре душата на друго човечко суштество е како да газиш по света земја. Зошто е тоа така? Затоа што ние на вистина имаме душа. Некој ќе те допре со душа, значи ти со него стапуваш во брак, или си среќен, или работиш со него, другаруваш со него, ако е од споделуваш случувања, настани, среќа, несреќа и сите тие работи. Во тоа е големината наша, што ние имаме душа, ќе говориме сега во следното предавање токму за душата, ќе говориме за Александар Македонски и ќе говориме за тоа што јас го нарекувам фотографско-лингвистичко невропрограмирање, со кое можеме да постигнеме се што ќе посакаме во колективната свест и Македонија да ја издигнеме на едно многу високо ниво, економски да ја приближиме кон најмокните земји во светот. Еве Марина, ако има уште нешто да додаде. Не сме тоа подабо. Да, сега ќе да. Кој сакате на планина утре, са вале да станеме околу 6-6:30? И јас. Да знаете, мора патики, одевели чорапи, дури 2 пара чорапи, кога се движите да не ви се направат плускавци. Мајци ќе си земете, по едно шише вода, ќе си носи секој шише вода ако имате ранче. Че обавезно вода. Затоа што во овој дел кај што оди шишињата не ги фрлите да ги чуваме. Сабајле, значи кажете кого да будиме за обавезно. Ова е Солунска глава. Александар утрента рано взори се разбудува, излегува и гледа фалангата, чека за доручек. Александар сам им правеше предлог, што ќе јадат. Александар сам седнуваше, додека тој не проба од јадењето, никој не почнуваше. Ако има храна за царот, ќе има за војниците, али царот во пустината ја истори водата, која му беше единствено понудена за да предизвика задоволство од неговата храброст кога се најдува пред живот и смрт. Тој ја одби водата што му се нудеше само нему, а требаше се што има царот, се да има секој војник во фалангата, се да има секој македонец на било кој простор во најголемата империја. Заврши борбата, онака како што е предвиде, застана и се сети. Му се врати сеќавањето во мјеза, кога требаше последниот проблем да го решат. И одма се развика: "Еј, умен, доваѓај вамо!" Тој е секретарот кој што бележи
тоа што ќе го каже и што ќе го нареди Александар. Дури и тоа што до секој војник ќе дојде и ќе му е пренеси силата, енергијата, вербата во победата и победува зашто знае како тие 30-40.000 војници, како еден човек, како самиот цар да ги води и сите тие во тој момент стануваат како цареви со сила, со жртва. И му вика на Евмен, пишувај! И го диктира писмото до Аристотел. Се јавува Александар, царот на светот и на македонците. Веднаш му се обраќа Аристотеле, денеска јас ја решив заедно со моите другари, со целата фаланга, последната задача од тајните книги. Тоа го реши фалангата. Ние нацртавме квадрат во кругот. Односно, тој квадрат со фалангата го обиколивме со коњицата и на ваков начин те соопштуваме дека пред нас не остана ни една тајна. Тоа беше обврска. Ова е Купица, 2112 метри.
контекст на претходно кажаното, како надоврзување, продолжуваме значи овдека на темата. Се говореше претходно за невролингвистичко програмирање од страна на Марина Анчевска и авторот Ниче Димовски исто за ФНЛП, односно фотографско невролингвистичко програмирање. За тоа ќе проговори авторот Ниче Димовски, кој што оваа техника подетално ја објаснува во своите дела. Така да можеме да го сослушаме во што се состои таа. Да се заблагодарам на Марина претходно што ни направи едно прекрасно предавање. Значи, со тоа предавање ни објасни дека ние можеме да ја креираме иднината онака како што ние сакаме. Значи, ние постојано го правиме тоа, но несвесно. Секој ја користи, секој човек на земјината топка ја користи, НЛП-то го користи, но несвесно. Кога ќе станеме свесни, дека ние можеме тоа да го користиме на свесен начин, ќе добиеме се што ќе посакаме на сите полиња. Тоа значи дека нерешливи проблеми не постојат. Исто како и што неодговорени прашања не постојат. Би започнал кратко како еден мал вовед. Александар Македонски кога бил дете, мајка му Олимпија често пати му кажувала дека Зевс му е татко. Таа несвесно го програмирала, значи му направила НЛП. Поточно му направила фотографско лингвистичко невропрограмирање. Му рекла, ти си Бог. Тој што од мал мислел дека е бесмртен и затоа, како лут јавал на чело на коњицата и во сите битки бил на чело. Ниеден цар не оди на чело како него. Еве, споредите и сите битки. Дарий секојаш бил во позадината, дури и бегал. Тој бил на чело на коњицата. Интересна работа е што честопати бил повредуван, но во битка не бил убиен. Тој така е се програмирал неговата подсвест, што со неговата храброст зрачал и тоа што тој го зрачал предизвикувал страх кај непријател. Значи, бидејќи како што тој зрачал и бил на чело, истото го правила и неговата војска. И ако војсководецот, ако царот оди на чело, замислете што прават војниците. Значи, ти имаат огромна храброст бидејќи сакаат да го заштитат тој што ги води. И тоа предизвикува една вибрација во самата војска, да тој го направи она што го правил да ги извојува тие сите победи. Но, во позадина стои нешто многу поинтересно. Нешто комплексно, а сепак премногу едноставно. Што правил тој? За да може да го направи она што го направил во битките. Морам за битките најпрво. Битката на Ис губи 450 војници, а убива 100.000. И замислете кај битката на Гавгамела. Губи 500 војници и убива 90.000. Тоа е возможно ако силите се во големи разлики. Но интересно е што тој се бори 17:1 на Гавгамела. Значи не е можно вие да убиете 100.000 луѓе, а да изгубите само да речеме 500 луѓе, а се борите 17:1. Тоа покажува дека тој користел нешто, имал некое тајно оружје по кое од секогаш трагале најјаките воени академии во светот. Значи го истражуваат и го анализираат тоа и никако не може да дојдат до откритието што тој користел за тој да го направи тоа. За една мала споредба, значи не се ни приближиле кон него се римјаните и галите во една битка кај што римјаните победуваат спрема галите 4:1. И тоа е максимумот во светот. Значи од 17:1 до 4:1 е огромна разлика. Тоа покажува со прст кон нешто што тој носел, нешто што мислеле дека и самиот Бог е на негова страна за да може да извојува такви победи. Но, во позадина стои нешто друго. Што всушност тој правил? Тој пред битките ги викал генералите и ги прашувал каква да биде утрешната битка, да му дадат предлози. Тие сите му давале, значи, предлагале и му кажувале што е најдобро стратешки да направат.
но тој само ги слушал и на крајот им велел дека истото го мисли и спротивната страна, што тие го мислат. Треба да се направи нешто што тие не би го ни помислили. Тогаш, значи, тој правил фотографско-лингвистичко невропрограмирање. Што е тоа? Тоа ви е исто како еден стрип. Еве, овој Александар Македонски стрипот, не случајно е тој стрип ваков. Значи, тој ги цртал. Следната битка ја цртал во умот. Значи, правил фотографии и ги бојал сликите со такви бои живи, што тој во буквален смисол но со имагинација присуствувал на битката и ја гледал битката во слики, онака како што тој сакал тоа да се случува. Таа моќ му предизвикувала вибрации во телото, затоа што ние сме вибрациони суштества и сме 85% вода, и тој со таа прави фреквенција со Вселената, со она ја што ви кажувам, што ние го имаме научните за застанаа позади таа теорија, дека душата постои, значи со еден линк прави со Вселената и тој во буквален смисол ги креирала работите, ги вметнува во матрицот на еднината и тие се случуваат онака како што тој тоа го прави. Значи тој ги предизвикувал работите, но бил сигурен во тоа што го прави. Значи имал моќ, несвесно го правил тоа, едноставно видел дека функционира и немал потреба он да докажува. Исто како денешната технологија, вие гледате како мобилниот работи, зар има потреба да зиднете во мобилниот и да видите како тој работи. Ние не ги гледаме тие фреквенции на радиостаници, на антени, на мобилни, и не ни е ни битно. Но кога ќе побараме некој пријател на телефон, тоа функционира. Истото и кај Александар Македонски. Тој видел дека тоа функционира. Всушност, тој правил пишување на иднината и го вметнувал во матрица. Токму тоа што го сакал. И затоа несвесно си ја предизвикал дури и смртта, бидејќи одел кон сонцето, кон исток секојаш војувал, и сакал да појде до крајот на светот и освои целиот свет. Кога тоа се го реализирал, значи неговата подсвест ја завршила задачата. Значи он од самиот старт, уште кога тргнал, бил програмиран. Кога ќе ја изврши таа цел, значи веќе нема потреба да функционира понатаму мозокот, подсвест. Значи самиот предизвикува нешто кое тој претходно го замислува. Таа огнена желба према која патува, кога ја реализира, веќе се случило нешто со неговиот организам. Значи она програмирање кое мајка му го наметнала несвесно, ги овозможила сите тие победи, но на крај тоа и го убило. Значи ние на што се фокусираме, тоа го реализираме, бидејќи подсвеста има задача да го докаже нашето верување. И неа не интересира вие што мислите. Она што ни говореше Марина. Значи се она што ние размислуваме, тоа сме ние. Каде се фокусираме? Колку време ги задржуваме мислите? Тоа сме ние. Бидејќи мислата ја задржуваме само 4 секунди. Се што е над 4 секунди привлекува истородни мисли од некоја клетка. Затоа што во мозокот имаме 100 милиарди клетки кај што се сите наши информации. Кога подолго од 4 секунди размислуваме, а тоа го правил Александар Македонски, значи правиме поврзување на истородни клетки кои се причина за создавање на точно одредена последица и ништо друго. Значи ја гледаш спротивно од науката, ја гледаш целта, последицата, а потоа подсвеста ги создава причините за да дојдеш до таа цел. Ние ова што ви го велам, значи овој наноничен метод, постојано го користиме. Значи постојано денеска неколку пати вие тоа го користите. Но несвесно го користите. Кога ќе научиме свесно да го користиме, потоа ги добиваме само оние работи кои ги сакаме. Значи почињаме да ги привлекуваме работи кои ги сакаме. И постојано е така. И пошто заврна, сега ќе се прекинеме да се береме. Ама ова како лимон.
користел техниката која ние денес ја откриваме. Поточно, науката докажува некои работи кои беа претходно непоимливи. Тој користел фотографско лингвистичко невропрограмирање. Свети Јован Златоуст кажал кога би требало да ја знаеме иднината, Господ не би ја сокрил од нас. Значи тој не ја знаел иднината, тој ја пишувал иднината. Ние сме креатори во нашата индивидуална свест и истото тоа можеме да го правиме во колективната свест. На почетокот е непоимливо ова, што јас го говорам, и затоа неслучајно во мојата книга, која овде е во оригинал, значи имам на почетокот напишано малкумина од моите современици ќе ме разберат. Но и тие малкумина се повеќе од доволни, за да започне еден процес на будење, на осознавање. Еве тие малкумина, дел од тие малкумина сте и вие, оние што ги читале моите книги. Бидејќи вие знаете што говорам сега. Никој во целост не би можел да знае што е Бог, кога и одлично би знаел што е Бог. Најважно е што тој Бог е жив, тој постои и не сака. Зошто ова го говорам? Затоа што во 20. век науката изфрли една сензационална вест со која се тврди дека Вселената има свој почеток. Ако Вселената има свој почеток, тоа значи дека некој го создал времето, просторот, енергијата и материјата. Како започнало се тоа да постои? Многу едноставно. Морало да постои мисла, морало да има планер, креатор, создател, црквата го нарекува Бог, Господ, кој сето тоа го направи. Јас во книгата моја пишувам, објаснувам како тој тоа го направи. А тоа ќе се дознае наскоро, бидејќи на границата помеѓу Италија, Франција и Швајцарија подземја акцелератор постои кој веќе 35-6 години работи на истражување на Хигсовиот босон. Питер Хигс, значи, изфрлува една теорија за Хигсовиот бозон, тоа е Божјата честичка, со која треба да се докаже како настанала материјата во Вселената. Ако науката кажува дека настанала во една секвенца од секунда со Биг Бен, значи со големата експлозија, значи тоа ги копка научниците и тие сакаат да откријат од каде дошла таа материја, бидејќи ние многу работи не гледаме. Огромна е процентот на темна материја. Затоа книгите постепено ги пишував откривајќи го она што јас го прво ми го покажаа додека бев во таа клиничка смрт, додека влегов во тие паралелни светови, затоа што јас лично не верував. Дури мене ми беше смешно, ако јас некого слушав како вие сега, што мене ме слушате, јас ќе помислев, значи нешто не е убаво. Но, истражувајќи 14 години, сите оние науки, цело оној сублимат што го направи во неголемата вистинска тајна, значи, дојдов до заклучок дека тоа на вистина постои и науката може да го покрие на многу едноставен начин. Интересно е сознанието дека ми беше дадено до знае дека она што ќе го кажувам после неколку месеци науката ќе застанува позади мене. И токму затоа во 2012 ви објавив клиничката смрт. Во првата книга беше напишана и таа беше 550 страни. Но ми кажа, немој да го објавуваш затоа што за луѓето е непоимливо. Прашувајќи ја мојата подсвест, таа ми вели објави го 2012 затоа што светот навлегува во нов циклус на поимање. Кога јас го објавив во 2012, по 6 месеци научниците ја испрлија на виделина новата научна теорија за постоење на душата. Најмокно е тоа што вие можете да ја напишете иднината со едно креативно јадро, да го протнете тоа во иднината, како ја што го нарекувам во матрицот, и точно тоа ќе се случи. Истражував 10 години да видам дали тоа би се случувало. Многу работи што се случуваат со 2014 и многу работи околу Македонија, значи точно тоа се случи. Сега, за да докажам дека би се случувало во следните 10 години, јас морам да ја напишам иднината. Тоа би останало вечна теорија, како што е Дарвиновата теорија, и никош не би заживеала, значи, научна теорија би останала и никош не би станала наука ако тоа не се докаже. Но ако се докаже како наука,
веќе разговараме за нешто за кое целиот свет ќе дојде на поклонение овде во Македонија. Не на мене да ми се поклони. Се поклони на Македонија, на Александар Македонски, затоа што знаењата се негде во просторот. Ние само сме го осознале тоа. И токму затоа јас во книгата Вистината за вечноста велам, книгава е посветувана на древниот македонски народ кој прометејски ги издржа маките. И последната реченица вели, всушност, оваа книга и не е моја, таа му припаѓа на македонскиот народ. Јас никогаш и ми биде драго да ви прочитам, значи еве за прв пат читам во оригинал, кога ги пишувам книгите, после ќе ја покажам, значи скоро нигде да нема прекин. Тоа е интересно затоа што пишувам по 19 до 20 часа, некојаш и 21 час, како некој да ти ги диктира работи. Значи, еден линк си правиш со Вселената и книгите се така напишани. Би се изненадили ако ќе видите во каква форма е пишуван. Насловот неврофотографско лингвистичко програмирање на иднината. Секој треба да разбере дека скриените тајни нешта посебно се чуваат на посебно место каде никој не може да влезе додека не му отвориш, во срцето. Се треба да биде кажано кога ќе дојде моментот за тоа. Токму и затоа пред повеќе години во моето прво дело напишав: она што ќе го кажам денес треба да ги подготви луѓето за она што ќе го кажам утре. Големите идеи секогаш поминуваат на низ три фази. Прво се испевани, потоа проголмувани за на крајот да бидат масовно прифатени. Ако пред време ја обяви големата светла иднина, која и престои на татковината, ќе ја доразпарча непријателите и предавниците. Но сега знамето на победата се вее превисоко, каде ни орлите не можат гнездо да свијат, а непријателите скоро и да ги нема. Од камењата кои сите овие години по мене и мојот народ ги фрлаа непријателите и предавниците, направи силна тврдина, која во иднина ниеден земјотрес не ќе може да ја урне. Тоа ќе биде тврдина во која ќе живее древниот македонски библиски народ и сите оние кои ја љубат вистината. Секогаш, за да се има успех, треба да биде јасна бркотницата на сцената, кога се знае што се сака. Тоа неминовно ќе се добие. Најпрво, секој во индивидуално треба да знае што сака, за да создаде колективна енергија на оној јас и ќе настапи ние. Тогаш Вселената ќе ни го даде клучот од нејзината ризница во која се чуваат богатствата кои човечкиот ум со овој капацитет на поимање на нештата нема можност да ги замисли. Постоењето на слики во моментот ги прави недостапни тие толку едноставни убавини кои се бескрајни, достигнување на можности. Потребно е секој да научи да мисли со контрола над својот мисловен процес, со љубов да го учи тоа, за потоа тоа да му постане навика со која постојано ќе ги повикува убавините на животот за општо добро. Кога е цело има се и за сите. Енергијата на радоста и среќата е заразна и го инфицира секој што ќе го допре. Ниедно човечко суштество не може да ја одолее на оваа енергија поврзана со љубовта, која создава најмоќната енергија, со која се победува секое психичко зло и физичко зло на земјата. Со ова не мислите, еден водител во емисија во Америка се сути вели: нашата ДНК ако се расплете е 300 пати долга колку до сонцето и назад. Да мислите, ние во секоја една ДНК имаме 100 милиарди клетки. Во секоја од тие 100 милиарди клетки. И во таа клетка науката ќе потврди дека постојат витални молекули кои се приемници и предаватели и ќе се надобрзи со онаа научна теорија што изфрлија научниците дека ние имаме душа преку која ние разговараме со тој креатор, создател. Че ние можеме да добиеме одговор на сите тие прашања, затоа велам, не постојат нерешливи проблеми и не постојат неодговорени прашања. Сега, како се прави и што би се случувало во иднината? Во насловот неврофотографско и лингвистичко програмирање на иднината ќе ви прочитам. Ќе се очистат непријателите и предавниците кои на било каков начин имаат влијание над институциите. Најзакоравениот кој придонесе да се забрза процесот на будење после 20 години влијание веќе нема да биде потребен. Неговата мисија ќе заврши во 2013. Закон за додолување на празно необработливо шумско и делумно обработливо земјиште од долгогодишна 90-годишна концесија. Предноста ќе биде дадена на иселениците од диаспората, но ќе може секој да го оствари своето право
транспарентно по електронски пат да лицитира за дел од татковината. Многу ни е тоа битно затоа што секој треба да има дел од татковината, да почистува татковината. Ако вие немате земја, ако живеете во зграда, ќе блесте со силен сјај метрополат и многу градови до крајот на 2013 година. Почетокот на убавините ќе започнат од март 2014 кога ќе заврши Ксантик, празникот за кој пишува професорката Ангелина Маркос и за кој се направи прекрасна приредба во училиштето Васил Владинов од страна на директорката Лина. Огромен број туристи ќе доаѓаат да ги видат тие убавини. Како никогаш претходно до сите краишта на светот ќе пристигаат, од сите краишта на светот ќе пристигаат добронамерници кои потоа враќајќи се во своите земји ќе бидат неголеми афирматори за убавините кои ги виделе и доживеале. Ќе настапи домино ефект од туристи во следните години и потоа ќе се случи математичка прогресија, вистинска инвазија од туристи. Народот ќе ги пречекува културно домаќински со многу љубов, која ќе ја понесат во мислите онома од каде што дошле за да кажуваат за доживеаните убавини во земјата на чудото. Ќе заживее селскиот туризам, каде ќе можат сите да ги пробаат, да ја пробаат древната храна која се приготвува со илјадници години на овие простори. Силни светски корпорации ќе започнат да инвестираат користејќи ги подобностите кои ги возможи владата. Многу компании својот капитал ќе го префрлат во Македонија. На голем простор ќе се изгради Македон Ленд, каде ќе биде прикажана Македонија од незиното формирање од 814 на крал Каран па низ вековите со сите кралеви, цареви и како се живеело. Актери и статисти во живо ќе презентираат делови од писувањето. Ово го имам видено, значи по светот, патувајќи по светот, имам видено во Сакраменто, во преполнината на Калифорнија. Истото тоа ќе го направиме и ние. Ќе го креираме и ќе го создадеме. Ќе биде најавен почетокот за изградба на 12 брани по течението на Вардар и преселба на пругата од левата страна од почетокот на реката. Ќе заживее со браните Вардарската долина, нивото на водата за пиење и наводнување драстично ќе се зголеми. Предводосушниот регион во источна Македонија ќе добие лик на рајска градина. Ќе се зголеми производството на храна, оранжериски култури и термалните води ќе се зголемат, ќе се појават повеќе затоа што водата ќе зголеми нивото поради нејзиниот флуид. Ќе станеме еколошка зона во регионот, ќе се изградат два нови града. Едниот ќе биде во форма на 16 кракот сонце, а другиот во форма на символот на вечноста, но само со 8 краци кои вртат кон животот. Во едниот ќе се изгради огромен регионален трезор. Ќе стане силна туристичка атракција, дестинација која ќе сака секој да ја посети, сакајќи да го види најстарото од трите во светот езеро. Тоа ќе го потврди врниот свет, значи се вели дека Охлидското езеро е едно од трите најстари. Ќе се потврди наскоро дека тоа е најстарото езеро во светот. Секој ќе сака да дојде да го види тоа чудо. Ќе се бара парче повеќе земја од сите оние кои ќе сакаат да живеат во Македонија. Цената на земјата која претходно беше доделена на еселениците вртоглаво ќе расте, но малкумина ќе се одлучат да го отуѓат парчето од трговина. При градежни работи на инфраструктура во некои претходни непристапни места ќе се откријат знаменитости кои ќе освртат поминењето на светските историчари кои се повеќе ќе говорат и инвестираат. За идеалниот претходен живот на овие простори од каде и настанале преселбите кон северните краишта. Руската академија на науките ќе потврди дека рускиот народ дел од војската на Александар III Македонски која мигрирала после распаѓање на империјата, од која мал дел се вратиле повторно после долгогодишно талкање назад во Македонија. Украинците ќе презентираат пред светот една голема вистина со артефакти кои ќе потврди дека тие се дел од аристократијата и воената олигархија која по окупацијата од Римската империја врз Македонија после битката на кралот Персе во 168 година пред во нашата ера заминале на север каде биле железните руди за кои знаеле претходно. Се повеќе артефакти ќе дават од годината од незината утроба каде ги чувале. Со љубов за оние кои ќе знаат што сакаат. Ќе се открие трезорот на Македонската империја. Ќе се чуваат настани од големо значење. Ќе се пронајде гробот на Александар III Македонски, каде ќе се најдат непобитни факти за континуитетот на империјата и една голема вистина која ќе осврти вниманието на целиот свет. Ќе се пронајдат записи за претходни цивилизации
и докази дека земјата е населена од 3 планети со договор помеѓу 3 раси. Сето ова најсилно ќе се почувствува после март 2014